Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за 5G технологијата која се смета за револуционерен исчекор во преносот на податоци и дали Македонија навреме ќе го фати чекорот со развиениот свет. Она што се сметаше за концепт со години, конечно се појави на годинешниот светски конгрес за мобилна технологија во Барселона. 5G технологијата е веќе реалност. Станува збор за многу побрз, постабилен и поразновиден пренос на податоци. Но оваа технологија, покрај огромните можности кои ги нуди, носи со себе и безбедносни ризици. 5G технологијата е комплицирана и нуди неверојатно брзо поврзување на повеќе уреди истовремено. Ќе биде потребно уште некое време за нејзина практична примена, но експертите се согласуваат дека таа ќе го смени секојдневниот живот. 5G, the technology, has a tremendous, opportunity. More than anything else, if you look at the latency and then the data speeds, those two things, there's more than that to 5G, but those two things alone means that a consumer really won't know the difference between what's physically on the phone versus what's in the cloud. Everything should just work seamlessly because it's incredibly fast. Неколку земји, вклучувајќи ги и Соединетите Американски држави, Кина, Австралија и некои европски држави, се меѓу првите кои до крајот на годинава ќе ја развијат потребната инфраструктура за поддршка на 5G мрежата. Саудиска Арабија пак планира најголема 5G мрежа на Блискиот Исток, а од неа очекува приход од околу 20 милиарди долари и отворање на 20.000 работни места до 2030 година. It's not a question of why 5G, but when. Because this is a trend that we foresee it's going to accelerate the next move to the digital age. Тој додава дека придобивките од оваа мрежа во секојдневниот живот не можеме ни да ги замислиме. Тоа ќе значи револуција во здравството, образованието, двигател на економијата. Но за примена на 5G мрежата државите треба да инвестираат милионски суми, а тука се јавува и уште еден проблем. Тоа е безбедноста на мрежата и можностите за шпионажа. Соединетите држави ги предупредија државите и телекомуникацијските оператори дека инсталирањето на мрежата од страна на кинеската компанија Huawei носи и безбедносни ризици. United States is asking other governments and the private sector to consider the threat posed by Huawei and other Chinese information technology companies. Chinese tech giant Huawei on Friday. We believe that competition, whether it's in 5G or some other technology, ought to be open, free, transparent, and we worry that Huawei is not that. Имено, според Соединетите држави, 5G инфраструктурата е многу поризична за компјутерски напади, а кинеските компании ќе ја користат за шпионирање во корист на својата влада. Huawei, која станува една од најмоќните компании за мобилна технологија и планира развој на 5G мрежа со неколку европски оператори, ги демантира американските наводи. Во САД, 5G мрежата ќе ја градат скандинавските компании Ericsson и Nokia. И Северна Македонија изготвува план за развивање на 5G мрежа, според кој до 2023 треба да има сигнал во некој од поголемите градови, а во 2027 да функционира во цела држава. Но за сега нема конкретни активности, а за поставувањето на инфраструктурата ќе бидат потребни и пари и време, како и интервенции во некои закони. Во Македонија се прават последните подготовки за воведување на 5G технологија. Државата наскоро ќе усвои план со кој меѓу другото ќе се дефинира опсегот на оваа технологија. Една од главните цели на планот е до 2023 година со 5G сигнал да биде покриен еден од големите градови. Збориме за Скопје, Битола, Тетово, Куманово или Прилеп, ќе треба да биде покриен со 5G сигнал. До 2025 година главните транспортни правци е планот да бидат покриени. До 2027 година целата територија на државата биде покриена, а до 2029 граѓаните да имаат пристап на 5G мрежа и за брзини на интернет од не помали од 100 мегабита во секунда. Значи, ова се конкретни таргети кои што сме си ги поставили да ги постигнеме.
За постигнување на овие цели треба да бидат издадени бројни градежни дозволи за поставување на оптички кабли, антени и нови уреди за 5G технологија, вели Манчевски, додавајќи дека за тоа во тек е подготовка на нов закон за градба со предлози од операторите, со што ќе бидат олеснети процедурите за издавање на градежни дозволи. 5G технологијата треба да има до 100 пати подобри карактеристики за разлика од 4G технологијата. Операторите во Македонија во следниот период ќе вршат тестирања, а целосната имплементација на 5G технологијата се очекува да биде во 2025 година. Од Македонски Телеком велат дека почната е интензивна работа на имплементација на 5G технологија и дека во зависност од тестирањата ќе донесат одлука кога ќе влезат во комерцијална фаза. Очекувањата се финализацијата на 5G стандардот да се случи во наредните неколку години. Од таму велат дека до крајот на оваа година очекуваат да работат на платформа за евалуација на најперспективните бизнис модели. Операторите треба и да изберат кои компании ќе ја инсталираат опремата за 5G технологијата во Македонија, додека државата ќе ја инсталира само пасивната опрема. Операторите се тие фактички што ќе ја инсталираат опремата за 5G, тоа ќе на крајот на денот ќе биде нивна одлука. И да нешто се реши државата да прави, тоа ќе биде предмет на јавна набавка и прерано е се зборува. Во однос на безбедноста, тој вели дека Македонија веќе ја усвои националната стратегија за сајбер безбедност, а дека во следниот период се планира идентификација на критичната инфраструктура и воведување на систем за неизина посебна заштита. Тоа беше се во оваа емисија, која беше посветена на револуционерните можности на 5G технологијата, но и можните проблеми и ризици. Нашите содржини можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање.